Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележа овој ден. Се проверуваат предметите на кои работел судијата Ѓоко Ристов. Наскоро проверка на целиот апелационен суд Скопје. 651 прекршок регистрирал Safe City во изминатото денонокие. 58 возачи остануваат без дозвола. Нема конкретно решение за превозниците. Се разгледува можноста да бидат третирани како машиновозачите и пилотите. Од вторник ССМ со блокади ќе бара повисок минималец. Ќе се довршуваат двата објекти кај ректоратот на УКИМ и ќе бидат целосно наменети за потребите на Финки. Трамп најавува добри вести за крај на војната во Украина. Експлозивна направа фрлена врз семејната куќа на Здравко Чолич. За случајот на судијата Ѓоко Ристов, проверките во Скопска апелација, колку судскиот совет постапува проактивно, а колку реактивно, зошто доцни со откривањето на ваквите случаи во собствените редови, имали механизми за вистинска борба со корупцијата. Ова се дел од темите за кои ќе разговарам со претседателот на судскиот совет, судијата Александар Камбовски. Останете со нас, почнува Дневник. Камерите на системот Безбеден град за само еден ден регистрирале 651 сообраќаен прекршок. Најмногу за пребрзо возење. Околу 80% од казните се во главниот град, додека останатите се во Тетово и во Куманово. Од 585 возачи кои надминале дозволената брзина и 50 кои поминале на црвено, изречени се 58 забрани за управување со возило. Системот се уште има предизвици за кои институциите ќе се координираат во следните денови. Еден од нив е казнувањето на непрописното паркирање, за кое на многу места локалните власти немаат поставено соодветни знаци. Мирена Давидовска известува. Објективот на Безбеден град вчера уловил 651 прекршок низ скопските улици. Најголем број од нив се за брзо возење. Камерите детектирале 585 возачи кои поминале со брзина поголема од дозволената. 50 возачи го игнорирале црвеното светло на семафор, а 16 управувале нерегистрирани возила. За непочитување на сообраќајните правила, системот е немилосрден. Како резултат на овие прекршоци изречени се 58 забрани за управување на возило. Системот Безбеден град потврди дека возачите во Македонија се уште тешко ја контролираат ногата на газ. Но ако е за утеха, камерите првично не ги регистрираат возилата кои запираат на улица. Во оваа прва фаза, легендарните 4 жмигавци на 2 минути ќе поминуваат некаснето. Граѓаните не треба да стравуваат од технички грешки, бидејќи за погрешно возило или грешка во идентификација поради лоши временски услови имаат право да пријават во полициска станица. МВР е обврзано во рок од еден ден да изврши проверка и да ги коригира податоците. Додека системот Безбеден град ветува голем ред, полициската статистика за месец јануари открива алармантна состојба на патиштата. Вкупно изречени биле 16.000 казни, од кои за безобзирно возење 74 лица биле лишени од слобода, од кои најголем дел 64 поради возење под силно дејство на алкохол. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Министерот за здравство со работна група се вклучува во расчистувањето на дилемите околу извезувањето на мозочно ткиво во САД пред 2 децени. Дали ќе најдат на некакви документи е нејасно, бидејќи обврска на Факултетот за медицина во тоа време било да се чуваат документите до 15 години, а дури во 2018 овој рок бил продолжен на 25 години. Сања Димитровска. Министерот за здравство преку работна група ќе ги анализира сите информации за извезување на мозочно ткиво од починати граѓани во САД како дел од меѓународно истражување. Азир Алиу вели дека ќе проверуваат дали има документација од периодот кога почнал проектот во Универзитетот Колумбија и постои ли некаков меморандум за научна соработка. Административната проверка подразбира дали имало дозвола од семејствата и дали е почитувана етичката димензија, зашто и двајцата носители на проектот, Алексеј Дума како тогашен директор на судска медицина и Гора Стросоклија, тврдат дека се било според протоколите. Но нејасно е дали работната група ќе најде на одговори, доколку документацијата од пред 2 децени е уништена. Според соопштението што го добивме од Министерството за здравство, во тоа време обврска на медицинскиот факултет за чување на документи била 15 години, а од 2018 е променета на 25 години. Здравствените власти велат дека немаат директна надлежност за оваа тема.
Од медицинскиот факултет сме информирани дека научно-истражувачката работа која е поврзана со биолошки материјал кој во себе содржи генетски карактеристики е предмет на ригорозно нормативно регулирање, како што е Закон за научно-истражувачка дејност, Правилник за клинички испитувања, Упатство за начинот на постапување при трансфер и транспорт на биолошки материјали, како и начинот на пакување и обележување биолошки материјали. Стои во соопштението како одговор на прашањето колку се сега строги протоколите за извоз на биолошки материјал. Во времето кога траел проектот, постапката предвидувала информирана согласност на семејството, пошто следувала одлука од етичка комисија за истражување кај луѓе, за постапката да продолжи со дозвола за извоз на ткиво од тогашното биро за лекови, во кое прецизно се наведува дека ткивото е за научна истражувачка дејност. Носителите на проектот велат дека тој не бил таен, а во него биле вклучени младите кадри од Институтот за судска медицина. Темата стана актуелна во јавноста по објавувањето на документи од починатиот милиардер Џефри Епстин. Во досието е наведено дека Македонија со години придонесувала со мозочни ткива за истражување на самоубиства. Сања Димитровска, Сител телевизија. Работата на судијата Ѓоко Ристов, за кого постои сомнеж дека сокрил околу 350.000 евра во зид во домот на неговите родители, е под лупа на судскиот совет. По представки за неговото постапување се врши проверка на предметите кои ги работел, а извештајот дали има незаконско работење се очекува до крајот на оваа недела. Случајот повторно ја отвори дебатата за интегритетот на судиите, независноста на судството и слабостите што ги нотира и Европската унија. Работата на судијата Ѓоко Ристов, за кој постои сомнеж дека сокрил 350.000 евра во зид во домот на неговите родители, е под лупа на судскиот совет. Контролата е покрената по пристигнати представки за неговото постапување, а извештајот дали судијата работел незаконски се очекува до крајот на неделава. Беше извршена контрола на дел од предмети кои што постапувал судијата кој што го споменавте, но во моментов немам податоци да ви изнесам во смисла дали е детектирано некој пропуст или не, бидејќи комисијата се уште ги разгледува предметите. Станува збор, како што ви кажав, за 5 или 6 предмети, не е се некој голем број на предмети, но како што ви најави, во најскоро време ќе се проверува целокупната работа на апелациониот суд Скопје. Додека се истражува од каде потекнуваат парите во зидот на семејството на судијата, првите луѓе на судската власт порачуваат дека клучно за носењето законски пресуди е судиите да бидат имуни на какви било влијанија. Истовремено, надзорот на ЕУ укажува на сериозни проблеми во финансиската автономија и независноста на судството. Влијанијата на судијата се можни, но ако судијата се држи до законот и етиката, ги уважува сите факти, тогаш не постои начин во него да се изврши влијанија. Shortages of judges, prosecutors, judicial assistants, clerks and IT specialists continue to affect case processing times, quality of decisions and public confidence. Според министерот за правда, ефикасно и независно судство е можно само со дигитализација. Филков вели, тоа е визија која треба да се спроведе заедно со судиите. Наша обврска, како Министерство за правда, е да создадеме јасни и применливи закони, кои ќе бидат инструмент за правда и правичност. Според резултатите од анализата на ЕУ презентирани денеска, за подобрување на состојбите е потребно намалување на бројот на судови во државата, поголеми плати за судските службеници, а според анкетата недостасувале и судии. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Владата во следните денови ќе ги испрати имињата на новите кандидати за државен јавен обвинител до Советот на јавни обвинители, кој во рок од 15 дена ќе треба да даде мислење. Во трка за оваа позиција влегоа актуелната ВД обвинителка Анита Тополова Исајловска, обвинителката Ленча Ристовска, судијата Ненад Савевски, поранишниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски и обвинителката Лидија Речевиќ. Собранието ја информираше владата за завршување на огласот за јавен обвинител, ги достави оние 5 кандидати добро познати на јавноста и владата донесе, би кажала, заклучок истите согласно законските одредби кои што ни стојат на располагање, чинам тоа е членот 64 од законот за јавно обвинителство, истите да ги достави до Советот на јавни обвинители, кој што пак има рок во 15 дена да ја одговори на владата, односно да испрати мислење. Така што и оваа процедура на денешната владина седница беше
беше завршен. Во тема на денот вечерва, председателот на Судскиот совет Александар Камбовски. Добро вечер и ви благодарам што сте вечерва во Дневникот. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Имаме повеќе случаи за дискусија, но ќе почнам со последниот скандал кој го потреса правосудството. Тоа беше откривањето на 350.000 евра зазидани во семејната куќа на родителите на апелациониот судија Ѓоко Ристов. Кога првпат имавте сомнеш дека може да постојат некакви незаконски однесувања кај овој конкретен судија? Имавте ли представки, имавте ли дојави, сте пројавиле ли некогаш интерес? Не, видете сега, во поглед конкретно на истрагата која што се водела, ние немаме никаква ингеренција, ниту сме запознати со детали, поединости, на кој начин се вршела, кога први сознанија биле добиени, на кој начин. Судскиот совет во тој дел нема никакви ингеренции, ниту пак има некои познавања, повеќе од тоа што и јавноста го знае, што го чувме преку медиумите. Во поглед на овој судија имало представки пред Судскиот совет, не повеќе од колку што има за другите судии. Значи не биле нешто да биде симптоматично или пак да биде сомнително, да има енормен број на представки. Тоа, што значи тоа во бројки? Мислам дека од 2022 информација која што ја видов беа некаде 4-5 представки, значи за 3 години. Меѓутоа не е само тој во тие представки, значи вклучен цел судски совет, повеќе судии, па помеѓу нив наведени и конкретниот колега. Сте го отвориле ли некогаш да постапувате по тие представки кои ги добил Судскиот совет? По сите тие представки било постапено. Повторно напоменувам, не биле лично само за него, биле вклучени повеќе судии во тие представки. Инаку се водеше едно барање за поведување на постапка против конкретниот колега. Во текот на минатата година истото е правосилно завршено и таму беше парично казнет од страна на Судскиот совет за повредата која што е констатирана и која што Судскиот совет утврди дека ја сторил. За каква повреда станувала збор? Тоа стануваше збор за иземање негово, пропуштил да се иземе во предмет каде што требало да се иземе. До сега немало констатирано кај него некакви сомнежи за коруптивно однесување? Не. И такви представки немало? Тоа апсолутно го тврдам, не. Немало ниту пријави од колеги негови судии, бидејќи ми беа поставувани такви прашања, ниту еден колега судија негов во ниту еден момент не го пријави колегата за било какво поведение, не само за ова конкретно што ме прашувате. Имаше пред скоро време представка која што беше насловена дека е од група на стручни соработници од апелациониот суд. Меѓутоа таа не беше ниту подпишана, ниту беа ставени имиња на тие стручни соработници и согласно законот за представки таа беше третирана како анонимна представка, но сепак Судскиот совет постапи, бидејќи беа наведени конкретни предмети со сомнеж за коруптивно однесување во тие предмети, не во смисла за некоја материјална корист, туку за успорување на постапките, пролонгирање на постапките и слично. Беше формирана работна група, работната група изврши увид во скоро сите тие предмети, уште 2 месечини овие дена, па во очекување сме на извештајот на работната група да каже дали нешто утврдиле, дали утврдиле некоја неправилност. Колку точно предмети разгледува ова работна група, кои ги работел судијата Ѓоко? Не ме фаќате за збор. И дали се само тие кои ги кажува, кои се наведени во представката? Тие што беа наведени во тој поднесок, не ме фаќате за збор, мислам дека беа 6 или 8, не ме фаќате за збор. За таква бројка станува збор. Не сметате дека можеби треба низ еден временски период сите предмети кои што ги работел овој судија да се проверат? Апсолутно, Судскиот совет донесе и одлука на седница. Се работи план за постапување, не само овој суд, сите суди во апелациониот суд Скопје ќе бидат проверени. Ќе биде проверена нивната работа и не само тој суд, планот е да се проложи со сите апелациони судови и со сите основни судови во целата држава, по еден план и динамика кој што ќе го утврдиме. Нормално не можеме истовремено секаде да, сепак ние сме 12 члена во моментот и мора да се направи план како каде да суди. Меѓутоа, како најголеми судови, апелациониот суд Скопје, кривичниот суд, граѓанскиот суд, сметавме дека треба да започнеме од нив. Што ќе проверувате кај овие предмети? Законитост, процедура или индиции за некакви злоупотреби и корупција? Постапување, видете, кај нас тешко е дека
Корупција, мито, се знае кој докажува. Докажува јавното обвинителство, докажува полицијата, АНБ ако се вклучи, тие служби. Ние можеме само да проверуваме преку работата во предметите на тие судии. И кој ќе биде механизмот? И доколку ние од увид во некој предмет ни се пројави некој сомнеж дека постои нешто коруптивно, ние повторно тоа ќе го проследиме до јавното обвинителство, бидејќи ние немаме надлежност да казнуваме во таа насока, кривично да казнуваме доколку постои такво нешто. Има ли механизам по тоа граѓаните да добијат правдата, доколку се констатира дека имало пропусти во работењето на ова е дел од тоа што ние се залагаме да го доближиме судскиот совет до судиите, но и до граѓаните, да ја зголемиме довербата. Тоа не може преку ноги да стане, не може тоа да се случи преку ноќ. Тоа се случува преку превземање на безброј бројни ситни чекори кои што би требало да резултираат со една подобра доверба на граѓаните во нашиот систем. Во однос на улогата на судскиот совет, вие и во сите стратегии, па и во законите и за судски совет и за судство е определена вашата улога дека треба да ја штитите професијата судската и да ја вратите довербата на јавноста која во моментов ќе се служиме дека е на ниско ниво. Но сметате ли дека сепак се уште постапувате многу реактивно? Се открие парите во зид, почнавте да го проверувате овој судија. Беше ставен Енвер Беџети судијата на црна листа на САД, потоа доби разрешување, претходно само парични казни. Во овој случај парична казна имало за овој судија. Видете се доцнили? Да не ги мешаме ингеренциите. Судскиот совет не е истражен орган. Ние во никој случај не сме знаеле дека постојат вакви действија помеѓу некои лица, ниту може да знаеме, ниту пак имаме можности или не знам како тоа да го дознаеме. Освен ако некој не ни пријави, па ние повторно треба да пријавиме во јавно обвинителство или во полиција, бидејќи ние не сме таков орган кој што постапува. Ние ги следиме судиите по работата во предметите. Да, ве разбирам, меѓутоа до вас стигнуваат повеќе информации. И да имаме сомнеж за, не знам, за дадено мито, да имаме некој, например, да пријави кај нас дека некој судија зел мито, ние повторно тоа го проследуваме до јавно обвинителство, бидејќи ние не можеме да го гониме судијата. Да, можете да ревидирате неговата работа, низ предмете и низ неговата работењето во самиот суд, затоа велам. Малку ми е неверојатно дека за волку звучни имиња во судството како Ѓоко Ристов, како Енвер Беџети, например, дека никогаш до судскиот совет не стигнала информација која што би отворила потреба вие да го проверите работењето. Енвер Беџети е различно од ова сега што се случува, тој веќе се водела постапка, тонела одлука судскиот совет, отпосле се случи тој да биде ставен на црната листа, парична казна беше по црна листа. Да, повторно се водеше постапка ради таа црна листа. Фактички појавата на црната листа беше повод за да се води повторно постапка, бидејќи тој со тоа го наруши угледот на судството во целина. А ако судскиот совет е проактивен и ако решава повеќе вакви случаи, не зборувам да не можете да апсите, не можете да водите истрага, меѓутоа можете да поведувате постапки за одговорност, онаму каде што ќе утврдите дека има проблем во работењето, сигурно ќе се зголеми бројот на претставки кои што го добивате, затоа што граѓаните повеќе ќе ви веруваат. Видете, ние дури имаме повеќе од сите стандарди и представки и барања. Скоро секој судија во државата е опфатен со некаква представка, со некакво барање, па преку 500, скоро секој судија е опфатен. Значи 420 судии се сите се опфатени. Имате ли капацитет да ги проверите тие наводи? Треба да сватите дека многу голем дел од нив, огромен процент, се однесуваат на странка која што не е задоволна од исходот на спорот. И вложува жалба до повисок суд, истовремено ја праќа представката и кај нас и малтене содржината иста со жалбата. Имавме изминатава недела еден голем скандал во кој новинарката Лиридона Весели беше осудена затоа што јавно споменала име на судија од Тетовскиот суд. Дали судскиот совет ќе поведе постапка за утврдување на одговорност кај судиката Магдалена Мишовска од судот во Гостивар, која донела осудителна пресуда во кривична постапка за новинар? Вака сега. Првена пресудата која што е донесена е односно е издаден казнен налог по предлог на јавниот обвинител. На таа пресуда се има право на приговор и се оди на судење. Независно, одлуката е донесена, тој судија смета дека тоа е дело. Меѓутоа, постапката не е правосудно завршена и таму допрва ќе следува судење и постапка во која што обвинителот ќе треба да докажува дека конкретната новинарка сторила кривично дело, а обратно пак новинарката сама или преку бранители ќе треба да докажува дека не го сторила тоа дело.
Не треба ли судијата Што не е обврзана, за доколку оваа смета фаза дека на постапката да образложи пред судскиот совет зошто смета дека е спорно и треба да се казни објавувањето на име на Тоа би судија? значило директно мешање на судскиот совет во независноста на судиите во нивната работа. А по завршувањето комплетно на постапката? Не може судскиот совет во секоја постапка во самиот почеток на постапката да влегува во предметите. Значи тоа би настанал еден хаос. Замислете колку дневно имаме судења, колку дневно обвиненија се поднесуваат и сега судскиот совет да оди да ги проверува сите тие. Добро, Тоа ова е е невозможно. специфичен случај. Тоа е невозможно. Се согласувам дека е случај, затоа специфичен. што јавен интерес е едно, заштита на лични податоци е ништо друго и во интерес на јавноста треба да се расчисти од сам почеток. Ќе се расчисти, не знам зошто таа нестрпливост. Значи, ние имаме... Затоа што немаат граѓаните доверба судија. Па затоа е тука судскиот совет. Значи, затоа и вам ве прашувам. Гарантира нашиот систем. Гарантира двостепеност на секоја постапка имате право на жалба. Не значи тоа дека новинарката е осудена и готово. Тоа подлежи на проверка во апелација. Апелационен суд доколку увиди дека не е како што треба сработено, го укинува премедот и го врати назад. Ако е добро, може да го потврди. Се сложувате дека доколку не добие јавност една ваква одлука, може да се очекува дека ќе биде потврдена колку и да е спорна. Јавноста многу често е тој пресуден фактор кој што Јас не се ќе ги придвижи во позитивна насока работите и токму затоа е спорно да не може да се спомене име на судија кој што донел одредена пресуда. Еве вашиот личен став, бидејќи не може судскиот совет да постапува, може да го спомнуваме името на судиите кои носат пресуди? Видете сега, не сакам да коментирам, бидејќи тоа е жива постапка и жив предмет. Што и да кажам, ќе биде користено или од одбраната, или од обвинителството. Не би сакал да коментирам за конкретниот случај во моментот. За детали, да изнесувам мислење, дали сметам, дали има кривично дело или нема, не би сакал сега тоа да го кажам, бидејќи мојата позиција, што и да кажам, ќе има друга тежина. Дали на страната на новинарката, дали на страната на судот, дали на страната на обвинителството. Меѓутоа, јас ги уверувам сите, не само конкретниот случај, дека судскиот совет ги следи сите постапки. И нема да дозволи некаде, каде што има такви крупни пропусти и некој да биде огласен за виновен, а е невин, не верувам дека тоа ќе помине незабележано прво, и второ, без последици, санкции на тие што учествувале во тоа судење. Добре, констатираша членовите на Кривичниот совет при Гостиварскиот суд извршија вонреден надзор во врска со бегството на Рамзи Мифтари, осуден на 10 годишна затворска казна за несреќата кај Ласкарци. Констатирам низа пропусти кај судијата за извршување на санкции, бидејќи наместо за 24 часа постапил за 8 дена и се овозможило на некој начин и преку други пропусти да овој човек стане недостапен за органите на прогон и да не биде на издржување на затворската казна. Освен што се констатира дека тука има никаков проблем, дали ќе се поведе постапка за одговорност на овој судија? Постапува судскиот совет. Веќе постапува по овој предмет. Исто извршена е контрола, прибавени се списите на предметот. Имаме се што ни е потребно. Добра, во тека конкурсот за избор на нов председател на Кривичниот суд. Да. Ова е паралелно со бројните реакции во јавноста во однос на актуелната виде председателка, која исто така конкурира повторно за оваа позиција. Секако не очекувам од вас да прејудицирате било каков исход на самиот конкурс за избор. Меѓутоа во јавноста се појавија дилеми, невладини организации реагира со барање до вас да постапувате во однос на етичкиот и морален статус на виде председателката, земајќи предвид дека во еден од најчувствителните предмети со кои се соочува македонското судство е осомничен незиниот најблизок роднина, незиниот брат. Дали ќе постапувате по однос на ова прашање, дали сметате дека судскиот совет може да направи еден исчекор во заштита на етичноста, на моралот во еден од најтешките случаи со кои нашето судство ќе се соочи, од кој веројатно зависи во кој правец ќе се движи довербата? Со колегите се уште не сме, точно е дека има таков допис до судскиот совет. Го немаме разгледано заедно со сите колеги, така да тоа што сега ќе го изнесаме мој личен став. Значи не е став на судскиот совет, не знам каков став ќе заземеме. Чисто формално ако гледаме, според мене нема пречки да ја обавува функцијата ВД председател во моментов судијата.
бидејќи таа воопшто не постапува по конкретниот предмет кој што го споменавте. Таа нема никаква ингеренција во тој предмет. Друг судија го суди, нема никаков допир со предметот претседателот на судот. По таа логика не треба никој да видите кривичниот суд во Скопје, не знам точно колку има вработени, има многу вработени. И ќе испадне никој да не може да суди ако некој роднина или некој било кој му дојде во судот, па сега цел суд да го иземаме. Па си земаат цели судови, судот во Кочани е иземен. Кочани е друго, Кочани е помало место. И Штип е иземен дури. Кочани е помало место и секој од нив е засегнат, дали со повреден, дали со починат во таа несреќа што се случи, и е нормално да не може тие да го судат. Тоа е првото, второ, нема ни просторни услови таму да се одржи тоа судење. Гледате, нема ни Скопје просторни услови, се одржува во судницата во Идризово. Пак ќе кажам, ова е моje лично мислење, сметам дека тоа што брат на председателката на судот е дел од обвинете ми се чини, осомничене, не знам и дали има обвинение, сметам дека не е пречка никаква. Да, зборувам за сепак една хиерархиска поставеност. Тука не зборуваме дека било кој судија во самиот суд има некакви етички. За разлика од обвинителство, каде што постои хиерархија и субординација, судиите се целосно независни. Не може председател на суд да влие на судија. Не можам и јас, како председател на судски совет, да влијам на судија. Не смеам тоа да го правам. Доколку некој од позиција таква влијае на некој судија, тогаш веќе не само што не е во ред, тогаш туку станува збори за нешто друго. Повторно ќе кажам, председателката воопшто не е вклучена во работата на овој предмет. Добро. А Врховен ви ја врати на повторно одлучување одлуката за разрешување на судиката Наташа Савовска-Димитровска, уште една судика кои претходно беа разрешени. Постапувате ли по овој предмет? Кога може да се очекува дека ќе донесете одлука? Се постапува во скоро време. Во скоро време, мислам дека е при крај комисијата и со извештај во многу скоро. Да, на што се должи тоа што еве досега нема конечна одлука на судскиот совет? Имавте одредени забелешки од Врховен, дали тоа значи дека најдовте слабости нешто во вашето постапување или се тактизираше заради нешто друго? Немаше тактизирање воопшто. Комисијата што го работеше се обиде да постапи по сите тие напастри и забелешки кои што беа дадени од Врховниот суд, да се отклонат истите. Во меѓувреме, знаете, ни заминаа 20 членови, тешко обезбедувавме кворум, па сега ни дојде нови членови, имаме 2, па нив им е потребно време нормално да се спремат со материјали, бидејќи не станува збор за обемни материјали, им е потребно време што е разбирливо за да се припремат и да може да постапуваме и да одлучуваме. Пред крајот на годината презентиравте една стратегија и акцијски план за борба со корупцијата, кој е продолжение на претходната стратегија која има судскиот совет. Половина од таа сте исполниле, сега има нова. Што е тоа клучно што ќе биде некаква промена за да успеете да се справите еве за сите овие случаи за кои што зборуваме со корупцијата и со слабостите во самиот судски систем? Имате ли некои нови механизми, затоа што тоа што можев да видам планирате обуки, например, на 2-3 години да ги подсетувате судиите што е корупција? Зарем не знае еден судија што е корупција? Не само што е корупција, тоа повеќе што е етичко однесување, што е етика, што е не само на судиите, на секој еден човек му е потребно од време на време да се присетува што е етично постапување, што е етика, што е морал, бидејќи во ова време во кое што живееме, лесно се заборава и се бришат тие граници што е етичко, што е неетичко. И сметам дека е тоа многу добра работа. И најголема надеж имам во мнозинството од судиите, кои што тоа сум го кажал повеќе пати, да не кажувам проценти, 99% од нив се честни, работливи професионалци, кои што за жал се жртви на тој некој 1% кој што еве успева некако да ја расипи сликата за цело судство. Голем проблем ни исто недостатокот на средства, недостатокот на вработени. Навистина е тешко да постапувате навремено кога немате доволно стручни служби, немате записничари, немате советници. Имаме судови кои што решаваат предмети од 24-та година. Судиите секој месец даваат по 2 месечни норми. Значи, тие луѓе
освен работа, друго ништо не прават. Имате ли најави дека Тоа е ќе се огромна реши жртва, проблемот во делот не на добиваат финансиите? никаков надоместок за тоа, не се должни тоа да го прават, тие може да си решаваат една месечна норма и да си одат дома. Меѓутоа, од што си ја сакаат работата, од што не сакаат луѓето да трпат, ради тоа што еве таква е ситуацијава, ви кажувам, решаваат по 2 месечни норми. Меѓутоа и со таквата жртва направена, ние сме назад во некои судови не секаде 2 години со решавање на предмети, што е недозволиво. Имате ли најава дека ќе има во делот на буџетот некакви промени, бидејќи тоа е препорака и од Европската комисија? Ние имавме некои разговори и преговори со владата. Јас сум имам некој позитивен став дека конечно ќе се одобри неколку, не може би колку што ни треба, меѓутоа да ја облажиме ситуацијата, да се одобрат вработувања. Во делот на платите, предпоставам дека се уште нема таа позитивен видете, платите најмногу се популаризира, меѓутоа имаме поголеми проблеми од платите. Значи, ние судиите може и 5000 евра плата земат, ако нема со кој да работат, и тие дома ќе си одат. Така да, мислам дека платата е некаде на 3-4 место. Битна е, секако дека е битна, сите работиме за пари, не може да кажуваме дека не ни е битно колкава е платата. И кога кажуваме ние плата, се споредуваме со околината и со приближно исто развиени земји, и кога тоа ќе оставите споредбено, испаѓа дека ние сме некаде на најназад на долната граница. Не сме на долната, туку на долната граница сме. Ги спроведувате ли препораките на оценската мисија во делот на судскиот совет? И ако можете денес да дадете, тоа нека биде како финална една оценка, вие сте повеќе од година и половина. Месец. Така, нема година и половина. Како председател од 3 јануари. Имате ли чувство дека може да се подобри довербата во судството со работите кои што во моментов се прават и се спроведуваат? Во периодот што ни предстои, максимално ќе се ангажираме и пак ќе кажам, тоа не е нешто што преку ноќ може да се случи, преку ноќ да се врати довербата и сите да веруваат. Ниту пак можеме да очекуваме дека сите ќе ни веруваат. Ние се стремиме да сме во некој просек на Европската Унија на доверба во судство. Со тоа ќе сме задоволни. Тоа, како што кажав, се постигнува со секојдневни ситни чекори, мали промени кои што навидом може би се неприметни, меѓутоа сите заедно гледано како една целина би требало да дадат едно подобро утро за судството, бидејќи ни е битно на сите. И мене ми е битно да биде судството добро, бидејќи јас живеам во оваа држава, моите деца тука живеат, моето семејство тука живее. Сите имаме истата желба. И се трудиме максимално колку што можеме да ги подобриме работите. Сами не можеме тоа да го направиме, затоа на секогаш апелирам. Државата, уставот ни ја поставил дека се дели на законодавна, уставна и судска власт. Ние, трите власти за доброто на граѓаните кои што живеат во оваа држава, мора да сме во постојан контакт и во постојана соработка. Судија Камбовски, благодарам за гостувањето во Дневникот. Благодарам јас вас. Нема конкретно решение за превозниците, се разгледува можноста да бидат третирани како машиновозачите и пилотите. Од вторник ССМ со блокади ќе бара повисок минималец. Нема конкретно решение за транспортните превозници од Западен Балкан. Иако надлежните министри денеска на онлайн состанок со Европската комисија го отворија проблемот со ограничениот престој во Шенген зоната, како една од опциите кои што се разгледуваат е возачите на камиони да се третираат како машиновозачите и како пилотите. Но и тоа би барало ново европско законодавство и согласност од земјите членки. Се разгледува можноста камионџиите да бидат третирани исто како пилотите и машиновозачите. Ова им било кажано од Европската комисија на министрите од Западен Балкан на денешниот онлайн состанок. Тоа значи дека има опција и транспортерите да бидат изземени од електронскиот систем и додека работат да не им се бројат деновите како да се на шетање. На состанокот, освен министерот за транспорт Николовски, присутен бил и првиот човек на МВР Тошковски, како и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков.
Во очекување на трајно решение, Николовски додаде дека е потребно Европската комисија реално да го идентификува проблемот со транспортниот сектор и непречениот транспортен тек и во најскоро време да имплементира соодветни мерки кои ќе обезбедат предвидливост и непречена работа на транспортните компании кои работат во меѓународниот патен сообраќај. Добра вест е и тоа што воведувањето на биометрискиот електронски систем за влез и излез од Шенген, наместо во април, се одложува за септември, што им дава дополнително време и простор и на превозниците за да работат, и на надлежните за да преговараат. Во меѓувреме се формира работна група на експертско ниво која веќе следната недела треба да се состане и да ги материализира заклучоците од денешниот состанок на високо ниво. Ова е втор состанок на оваа тема откако минатата недела во Брисел се одржала подготвителна средба со амбасадорите на Балканската шесторка. Транспортерите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора минатата недела 4 дена ги блокираа граничните премини. Се пожалија дека правилото за престој од максимум 90 во период од 180 дена за нив не е применливо. Европската комисија усвои нова визна стратегија која остави простор за промена на ова правило за камионџиите, пошто блокадите беа отстранети. Мартин Арсов, Сител телевизија. Од следната недела ССМ почнува со блокади. Во вторник пред Законодавниот дом, во четврток пред Стопанските комори, а на 17 февруари пред владата. Утрето собранието ќе поднесат иницијатива за намалување на коефициентот за пресметка на функционерските плати, наместо просечна да се пресметува според минималната плата. Од владата велат дека допрва ќе се одлучува дали, како и лани, и оваа година ќе се откажат од растот на своите плати. Синдикатот од следната недела почнува со протести. Во вторник ќе го блокираат собранието, затоа што претениците не го гласаат законот за зголемување на минимална плата. Во четврток коморите, бидејќи газдите не сакаат да им ги зголемат платите на своите вработени, а на 17 сите службени влезови на владата, за да не може ни премиерот ни министрите да дојдат со службени возила. Тога, според синдикалниот лидер Трендафилов, ќе мора да поминат пеш и да ги погледнат во очи работниците, кои земаат најниски плати во Европа и живеат најмизерно. Утре до собранието ќе достават иницијатива за намалување на функционерските плати, односно наместо просечна, коефициентот за сложеност ќе се множи со минимална плата. Да покажат, за да не овозможат зголемување дополнително на инфлацијата во Македонија со енормните нивни плати, да ги намалат нивните плати за 40% само со измена на оваа одредба во законот. Колку не го направат тоа во среда, како што кажавме, ќе им собереме 10.000 потписи и ќе станеме овластен предлагач и ќе ги натераме тогаш да гласаат за или против. Ќе гласаат за себе или против работниците, или ќе гласаат за работниците, а против себе, имајќи во предвид дека потписите ќе бидат собрани за измени и дополнување на два закони. Едниот од законите е Законот за плати и други надоместоци на пратениците во собранието и други избрани именувани лица во Македонија, како и Законот за минимална плата. Дали ова година функционерските плати ќе се зголемат во март или ќе се замрзнат како лани, се уште нема одлука. Прво ќе се чекаат статистичките податоци. Во месец февруари ќе бидат извадени податоците од Државен завод за статистика, каде што ќе го гледаме како е ситуацијата и соодветно после тоа ќе постапуваме, стоиме на тој став дека немаме од кога ние сме доаѓале, немаме донесена ниту една одлука, ниту нема да донесеме одлука каде што ќе се зголемат платите на функционерите. Зголемување на минималецот на 600 евра и на сите останати плати за најмалку 6000 денари е барањето на синдикатот. Ако не се зголемат, најавија генерален штрајк. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Двата недовршени објекти кај ректоратот на УКИМ, кои повеќе од 10 години стојат како символ на институционален застој, конечно ќе се доградуваат, откако ќе биде избран и проектант, а потоа и изведувач. Министерството за образование и наука го затвори тендерот за репроектирање, а објектите ќе бидат наменети исклучиво за финки. Двете згради во изградба само за финкашите, за студентите од ФФК ќе се доградува актуелниот објект кој веќе го користат. Проценките на стручните лица завршија. Одлучено е дека двете недоградени згради во близина на кампусот на УКИМ се безбедни, но доволни само за студентите на финки. За студентите на ФФК е потребен поголем простор и подобри услови, особено за поголеми спортски сали.
Професорот Горан Марковски, кој го водеше тимот од експерти што ја правеше проценката за безбедноста на градбите, вели дека има присуство на високи нивоа на карбонизација во бетонот како резултат на зголеменото ниво на влага. Сепак, истиот проблем може да се реши со мала санација и ова не влијае на безбедноста на објектите. Ова е уште еден доказ дека најлошо од се кога ќе оставиме започнати објекти недовршени од било кои причини. Овој висок степен на карбонизација засега не е опасен по конструкцијата, инаку тој негативно влијае на корозија на арматурата. За среќа таа не е зафатена со овој деструктивен процес, така што за релативно лесно можат да се извршат мерки за санација да се реализираат. Професорот Марковски појаснува дека од градежен аспект најдобро решение би било зградите да се срушат, но дека од економска гледна точка е поисплатливо тие да се доградат. Поради било што се случи да овие објекти останат уште понатаму извесен период вака како што се, компликациите само ќе се зголемуваат. Сите овие деструктивни процеси во веќе вградените материјали во кои што се вложени наши средства, само ќе се продолбочуваат. Во петокот заврши тендерот за репроектирање. Аплицирале вкупно 7 фирми. Во моментов сме во период на евалуација, се викало тоа, така да се уште немаме избрано изведувач. Очекувам дека проектирањето би можело да трае некаде до есента и после тоа, откако ќе го имаме проектот, ќе може да распишеме тендер за изградба на двете згради кои сега ќе бидат еден факултет. Изведувачот воглавно ќе треба да се адаптира на веќе изградената база и да го осмисли изгледот на фасадата и внатрешниот интериер. Барокот како идеја се напушта, бидејќи веќе не е во тренд, а ќе се изработи современо модерно решение. Грубата проценка е дека целиот проект, односно двете згради кај Мавровка и објектот што се доградува кај ДИВ, ќе го чини Министерството околу 36 милиони евра, зашто веќе подигна кредит. Двете згради би можеле да чинат по 15 милиони евра, а доградбата на ФФК би чинала 6 милиони евра. Како пресметувавме по квадрат. Двете згради, Финки и ФФК старите, сега само Финки има 22.000 метри квадратни и за тоа има некакви стандарди кои ги даваат Комората на градежни инженери, Комората на архитекти и така натаму, и ние се водиме по тие стандарди. Финки требаше да добие свој дом во склоп на кампусот Нуким, кој почна да се гради во 2015-та. Откако градежната компанија Бетонот Штип стапи во стечај во 2019 година, кај градбите во изградба нема никаква градежна интервенција. Габриела Лескова, Сител телевизија. Приватни инвеститори да ги градат хидроцентралите Чебрени и Галиште, а водните ресурси да останат државна собственост. Ова се наметнува неверојатно како најреална опција за конечно активирање на двата капитални енергетски проекти. Министерката за енергетика откри дека интерес веќе покажале странски компании, а одлука за моделот на изградба се очекува во следните 2 месеци, бидејќи инвестицијата од над 1 милиарда евра е преголем товар за буџетот. Изјавата отвори и политичка дебата со меѓусебни обвинувања меѓу власта и опозицијата за состојбата на буџетот и одговорноста околу најголемите енергетски проекти во државата. Приватни инвеститори да ги градат ХЕЦ Чебрени Галиште, но водните капацитети да останат во државна собственост. Ова е најреална опција за конечно да се реализираат двата капитални енергетски проекти, сметаат експертите. Според нив, идеално би било државата самостојно или преку јавно-приватно партнерство да ги изгради хидроцентралите, но инвестицијата од над милиарда евра би значала ново задолжување и ризик по исплатливоста. Да се задолжиме сега на таа сума пари, веројатно нема да добиеме квалитетни кредити и останува да најдеме партнер кој што ќе вложи со такви преговори и договори апсолутно право на управување со водата да остане на Македонија, а процентите за користење на електричната енергија веројатно ќе биде умешноста на преговорите.
Дебатата ја отвори министерката за енергетика Сања Божиновска, која откри дека интерес покажале една француска и една јапонска компанија. Одлука за моделот на изградба се очекува во наредните 2 месеци, бидејќи, како што рече, проектот е преголем товар за државниот буџет. Опозицијската СДСМ ја оцени изјавата како признание за лошата состојба на буџетот. Оваа изјава на Божиновска е уште еден доказ. Фалат 2 милиарди евра. Владата вели дека нема пари за ништо освен за криминални тендери. Тие течат без пречка, велат од партијата. Од енергетика пак велат дека изјавата на Божиновска не се однесува на општата состојба на буџетот, туку дека енергетскиот проект не смее да значи запирање на проектите во здравството, образованието и инфраструктурата. Министерката јасно и одговорно посочи: ние јавно кажуваме што е финансиски можно, а што би било неодговорно и ризично за државата. Тоа е разликата меѓу одговорна политика и опасен популизам, разлика што СДСМ очигледно мора да ја научи, реплицира од кабинетот на Божиновска. Чебрен и Галиште веќе со децении се најкоментираните енергетски проекти, но никако да дојде до нивна реализација. Последно беа споменети при подпишувањето на стратешкиот договор со Велика Британија. Предходно пак владата на СДСМ и дуи во 23-та распиша јавен повик кој го доби грчка фирма, но огласот пропадна по реакциите на експертите дека искористувањето на хидроцентралата на Црна река ќе биде целосно кај приватниот партнер. Огласи се распишуваа и во 2011 година, но безуспешно. Катерина Нешкова, Сител телевизија.